Последната година во Металург немав намери да ја променам средината и некогаш мислев дека можеби се последните месеци од кариерата, меѓутоа со јавувањето на Марта Бон и јас си верувам на неа 100% и така одлучив да дојдам во Крим. Тоа беше за мене еден нов предизвик и не се покајав во мојот избор. Ова ми е трет пат што играм во странска земја. Првиот пат бе во Мар Аликанте во Шпанија, каде што беше прекрасно, меѓутоа ради проблем со визата мораше да се вратам. Вториот обид беше во грчка Драма и селекторот Љубомир Савевски успеа да ме врати назад во Комето. За наша среќа, после тоа се оформи клубот Металург. Господинот Минчо Јорданов ги собра сите репрезентативки и тоа беше одличен период во мојата кариера. Меѓутоа, финансиската криза, како и секаде, стигна и таму и така се случи да повеќе играчи кои што сега се носители на клубовите во Лигата на шампионите да си одат од клубот. Иначе тоа ќе беше еден одличен проект. Не се каам тоа што не се обидов повеќе пати да играм во странство, бидејќи во ракометниот клуб Металург амбициите и условите беа прекрасни и прекрасно се чувствував. Во меѓувреме го завршив и моето образование, дипломирав право и магистрирав на комуникацијски менеджмент и јавни односи. Ракометниот клуб Вардар е завршена приказна за мене уште пред 2 години, не би сакала да ги коментирам. Наредните 3 недели ќе се сретнеме во Лигата на шампионите и се радувам ради тоа. Тоа што сум во ракометниот клуб Крим не беше мој план, така да и не планирам за воиднина. Што ќе биде, нека биде. Во моментов воопшто не размислувам. Мислам дека ќе играм уште на 2 години и не знам точно. Со ракометниот клуб Кометел многу често доаѓавме во Љубљана и Словенија отсекогаш ми се допаѓаше како земја и сега и не осеќам некоја разлика во начинот на живот, единствено што еве Словенија е можеби поразвиена од нашата земја, меѓутоа во принципи се е исто. Од Словенија како земја немав и никакви посебни очекувања, бидејќи многу често доаѓав тука и во принцип начинот на живот е ист и немав никакви проблеми во аклиматизирањето и навикнувањето тука. Едноставно се осеќам како да сум живеела тука подолг период. Моите пријатели и моето семејство ме поддржуваат во намерата да дојдам тука и едноставно сите ја сакаат, повеќето од нив ја сакаат Словенија и беа расположени за мојата одлука да дојдам тука, додека да кажам луѓето инволвирани во спортот беа малку скептични поради финансиската криза во ракометниот клуб Крим, меѓутоа јас и верувам многу на мојот тренер и се што ми рече испадна дека е така и се осеќам тука прекрасно и се е во ред. На почетокот кога дојдов во Љубљана, единствено нешто од кое што се плашев самата од себе, да не се навикнам и да не ми биде преубаво таму, па да сакам да останам таму, бидејќи сакам да се вратам во мојата Македонија. Навистина ми е тука добро, прекрасно и луѓето се прекрасни, моите колешки во екипата исто така, меѓутоа сепак ја би сакала да се вратам назад. Немав никаков проблем со јазичната бариера, зборувам добро англиски и шпански, меѓутоа во нашата екипа повеќето сме балканци, така да се разбираме едни со други, нема никаква јазична бариера. Кога дојдов во Љубљана, многу лесно почнав да ги разбирам што зборуваат и зашто зборуваат, меѓутоа имаше неколку збора кои што постојано ги слушав во Македонија, за кај па не, зошто да не во наш превод и бом.
најинтересен збор и уствари тоа е израз на словенски мадај нехај, мислам дека значи мадај немој или така нешто. А уште поинтересно беше кога една од колешките која доаѓа од Бугарија ме праша зошто словенците зборуваат грчки денехи. Тоа беше навистина интересен момент. Општо во Словенија ми се начинот на живот е скоро ист, меѓутоа ми се допаѓа што сепак Словенија е нешто поразвиена од останатите земји на Балканот, ми се допаѓа тука културата на едно многу повисоко ниво, екологијата, сообраќајната култура, така тие работи премногу ми се допаѓаат. И ми сметаат кога ќе се вратам кај нас. Нема нешто особено што ми смета тука. Не сум ни размислувала многу за тоа, бидејќи јас сум професионален спортист, одам на тренинг, на кафе, може да прошетам со колешките, меѓутоа не сум многу инволвирана во начинот на живот во Словенија. Ноќниот живот во Љубљана го немам искусено баш како што треба. Имавме 2-3 наврати со колешките од клуб, каде навистина е убаво, прекрасно е, меѓутоа јас сум голем професионалец и морам да бидам спремна за наредниот тренинг во 9 часот наутро, така да немам премногу време за излегување. Единствен политичар единствен политичар за кој сум слушнала словенец е Јанез Јаншев, мислам дека беше премиер, друго не. Предпоставувам дека Словенија исто мала земја како и мојата татковина и предпоставувам дека има околу 2 милиони жители. Од словенската национална кујна искрено не пробав ништо, видов многу, меѓутоа не се обидов да пробам. Си имам неколку мои омилени јадења или видови на храна кои што ги практикувам и не знам зошто немам ни желба да пробам нешто ново. Од словенска музика слушам словенска музика и искрено ми се допаѓа, меѓутоа не знам стрикно некои пејачи, единствено што ја знам Ања Рупел уште одамна од дуелот со нашиот Тоше Проески. Кога стануваш збор за сличности и различности повеќе македонците и словенците, сличност е тоа што ние сме како народ многу гостопримливи, истото го почувствував и тука, секој е спремен да ти помогне, никој нема да те одбие, ќе стори све да те насочи каде треба, на правото место. А додека за различностите можам да кажам дека правите словенци без навреди, има тука многу дојдени балканци, има мешано граѓанство, меѓутоа правите словенци се некако поладен народ и тоа се чувствува, не знам, за разлика од кај нас. Не знам точно колку македонци има во Словенија, меѓутоа имам запознаено студенти, а исто така луѓе кои што се дојдени за работа тука и некои од нив доаѓаат на утакмици и среќна сум поради тоа и ме чекаат после утакмица и тоа за мене е една многу голема поддршка. Кога доаѓаат моите пријатели од Македонија, прво место каде што ги носам е замокот, Љубљански град, тоа е едно прекрасно место во Љубљана, каде што се гледа цела Љубљана и се поминува преубаво време таму, особено ако е сончево времето. Исто така мене премногу ми се допаѓа плоштадот во Љубљана, Прешернов трг, местото покрај реката Љубљанчица, навистина едно мирно, прекрасно место за одмор и начинот на живот мирен и е преубаво. Имам доста интересни моменти во Љубљана, еден многу смешен момент да го наречам. Пред 2 недели, доаѓајќи на тренинг, земам една колешка да ја пренесам до сала и чекајќи на една автобуска станица, една бабичка, веројатно имаше 70 и повеќе години, која што очигледно не слушаше, ми отвори вратата и се обиде да влезе внатре и бастунот го стави на моето седиште.
И си седна до мене, ја морав на словенски си извинувам, господјо, ја не сум такси поради рекламите на самиот автомобил. После 5 минути разговор, жената конечно ме слушна, па излезе од колата. Тоа беше многу смешно, кога им кажав на колешките, буквално сите се паѓаа од смех. Што се однесува до дружбата во клубот, се дружиме сите, сите се пријатно расположени, имаме многу позитивна атмосфера во екипата, меѓутоа надвор од теренот повеќе се дружиме странкињите ради тоа што словенките имаат своји обврски тука, своји семејства, секако повеќето од нив и студираат и нема многу време за дружење освен во слободните денови. Тука во екипата во принцип секој си има скратено име, па така ме викаат Мики, Мирче и се што ќе ти дојде во моментот, секој си имаме своји по 2-3 надимаци. Во Љубљана живеам сама, во центарот на Љубљана и прекрасно. Што се однесува до носталгијата и депресијата во Љубљана, јас тоа се уште го немам почувствувано, иако сум веќе 6-ти месец тука. Веројатно тоа е што еве само ме одвојуваат многу километри до дома, дури 900, меѓутоа веројатно тоа што имам секој ден редовна линија авион за Скопје и тоа некако психолошки ме растеретува и воопшто не размислувам на тоа. Од друга страна сум јас професионалец кој што сум дојдена тука да си одработам својата работа и сконцентрирана сум на мојата професија 100%, колку што се моите можности и затоа и не многу размислувам на дома. 6 месеци сум тука и мислам дека 7 пати сум била во Македонија. На некои моменти мајка ми кажува дека сега почеститам во Битола него што идев додека бев во Скопје. И имавме слободно за време на божикните и новогодишните празници, додека словенска репрезентација има собир, има можност да се иде дома барем на викенд. Сега да изрекламирам малку мојата земја, моите колешки, повеќето од нив веќе биле во Македонија, некои живееле во Македонија, играле и сите се имаат многу позитивни и убави впечатоци од нашата земја. Веќе задутре идеме регионална лига да играме во автокоманда и сите се позитивно настроени. Јас би ги повикала да дојдат секако и нема да се покајат, бидејќи нашата земја нуди многу и има што да се види. Кога станува збор за примањата во Европска Унија, да речам, и живењето во нашата земја, нормално дека е многу голема разлика, бидејќи нашиот стандард е многу понизок и за европејците тоа е многу поевтин начин на живот, така да мислам дека не е коректно и да се споредуваат. Не сум била на многу спортски настани во Љубљана, единствено сум гледала кошарка, бидејќи сме во истата сала заедно со кошаркарскиот клуб Унион Олимпија. Што се однесува до словенците како мажи, не би сакала да ги коментирам, немам никакво негативно искуство или не знам, меѓутоа знам многу малце луѓе и можам да кажам дека се коректни, меѓутоа не мислам ништо особено. Додека на навивачите и на општо на словенците би ги поканила и би им порачала дека да дојдат на нашите утакмици од Лигата на шампионите, бидејќи нас и така многу ни значи нивната поддршка. И особено што не очекува многу тешка група. Втората фаза е навистина многу тешка за нас, противници како Туринген, Вардар и Будуќност, и нивната поддршка премногу ќе ни значи.